распадна надворешната политичка стратегија на Мицкоски во однос на Трамп. Значи таа не постигна никаков резултат, напротив, мислам дека стоиме полошо отколку што дури можевме без овој тип на турканици да се слика да биде у периметар и така. Реално останавме на некаков Крис Павловски и останавме на некаков Гренел, зашто немаше потреба 5 пати да се оди по Америка. Провеа таа вест дека е можно да се затвори американската амбасада во Македонија. Ако памтиш, јас тоа многу одамна го предвидов. Белград би ја водела и Босна, и Црна Гора, и Македонија, и Косово со амбасадор во Белград. Тоа ќе биде ставањето последната шајка на ковчегот на оваа глупа политика што води Мицкоски во однос на ова периметарот на Трамп, на дворецот. При тоа уште тогаш го опоменувавме. Многу е деликатна работата, човекот е непредвидлив. Не пумпајте надежи таму каде што не знаете што се случува. Напротив, соберете ги сите сили у земјата за да искоординирате заедничка надворешна политика. Тоа е се уште арогантно, осорно Мицкоски не го прави и затоа ќе доживее пораз во однос на тоа како што ќе доживее. Се разбира дека кога ќе се распадне оската Белград, Будимпешта и Словачка, таа е веќе полураспадната. Ние ќе влеземе. Да завршам само со една поента која ја не знам која емисија поред веќе ја кажува. 35 години се боревме да не завршиме во кругот на Босна, Косово, Србија. После 35 години ние онака клекнавме да бидеме дел од маневарскиот простор на решавањето на тие проблеми.